Поштовани представници на медиумите, јас сакам да го изразам моето задоволство денеска што сме заедно со мојот тим во работна посета на општина Кратово. Знаете дека Министерството за внатрешни работи започна еден инвестициски циклус за подобрување на условите за работа на македонската полиција со реконструкција на објекти, со набавка на опрема, се со цел да бидат мотивирани полициските службеници, заради тоа што многу е важна мотивацијата за да се зголеми и безбедноста на граѓаните во општините низ републиката, со тоа да влијаеме и регионално и глобално на мирот и на безбедноста. Денеска имавме можност да го промовираме новиот, односно реконструираниот објект на полициска станица во Кратово. Министерството за внатрешни работи одвои 3.800.000 денари за овој проект од сопствени средства буџетски на Министерството за внатрешни работи и после некаде околу 40 на години имаме темелна реконструкција со што се создадени услови добри за работа на полициските службеници, меѓутоа и за граѓаните за остварување на нивните права кои што произлегуваат од работењето на Министерството за внатрешни работи. Ова е една инвестиција која што ја стави во приоритетите на Министерството за внатрешни работи. Сметавме дека на тој начин помагаме и на граѓаните и на општината, не само на полициските службеници. Посебно е важно да истакнам дека токму од 1 септември сега, или од месец септември, сите вработени во МВР, сите полициски службеници ќе имаат зголемување на својата плата за 5% и на тој начин ќе влијаеме и на подобрување на животниот стандард на полициските службеници и на мотивираноста за нивната активност. Бев информиран за состојбите на безбедносен план на општина Кратово, која што е мирна, стабилна, без никакви елементи за нарушување на безбедноста и стабилноста. Радува фактот дека ова 2019 година имаме намалување на кривичните дела за 33% во споредба со минатата година. Имаме намалување во делот на прекршоците на јавен ред и мир. Сето тоа гарантира дека таков тренд треба да се одржи понатаму, ги обврзува сите полициски службеници. Исто така остваривме и работна средба со граначалникот Љупчо Бојаджиев. Разговаравме за развојот на општина Кратово, за идните планови на општината, за влог во инфраструктурата. Ми информираше за постапките докаде се по однос на проектите кои што ќе ги финансира државата за општина Кратово. Веќе ќе имаме реализација на неколку значајни проекти во општината со поддршка на владините институции и тука владата на Република Северна Македонија стои на располагање да помогнеме во развојот на општината, заради тоа што е многу важно да ја развиваме општината и на тој начин да создаваме услови за граѓаните на општина Кратово и за младите да остануваат овде. Радува фактот што имаме ова година зголемен број на туристи во Кратово и мислам дека и тука треба да се насочи силно локалната самоуправа, па и државата да се помогне во создавање на услови за развој на туризмот. Разговаравме со Советот за превенција, со Советот на општината. Многу важен елемент од безбедноста и превенцијата. Сите заедно како да допринесеме да имаме побезбеден град, побезбедна општина, да превенираме некакви состојби, заради тоа што секогаш превенцијата е многу подобра од справувањето со последиците и во тој дел се искажа увереност и на Советот на општината за добра соработка помеѓу македонската полиција и општината, а на тој начин сакаме да го промовираме принципот и на близина на граѓаните кон македонската полиција и обратно на македонската полиција кон граѓаните. Заради тоа што само заедно соработката, заемната почит, заемното помагање може да допринесе да нивото на безбедност биде зголемено и ниво кое што ќе гарантира долгорочен мир и стабилност, а тоа ќе помогне и за развој на државата и на општината.